можете ли да ни појасните, ако омега-3 се толите, од кои се градат мозокот, очите и срцето на детето, што се случува со таа градба кога родителите ќе направат пауза во лето? Или, зошто е важно родителите да разберат дека омега-3 мора да се внесуваат континуирано, без оглед дали е лето или е зима? Омега-3 е дел од храната. Тоа ви е како и некои други производи кои што се дел од нормалната исхрана на една популација. Значи, вие треба да јадете риба, рибни, значи зборам као храна. Риба, рибни производи, да кажеме, тоа и најлесно било, вратите се некаде 15.000 години назад, фактички производите од морињата, од реките, од океаните биле главна храна за населението. А од друга страна ќе видите дека имате феноменални инженерски решенија во тоа минато време. Значи огромни градови се градени без ова инженерија што денеска, зборам архитектура и инженерија што денеска ја знаеме. А ние сега, уместо да го зголемиме внесот на омега-3 масните киселини и да добиеме подобри и попаметни деца, ние го намалуваме со така нареченото користење на таа junk food храна, каде што фактички имате огромна количина на трансмасни киселини, кои што се токсини едноставно, да не речам и отрови. Значи, мастите треба да се внесуваат, но доминантно треба да се внесува омега-3 масните киселини. Суплементацијата со омега-3 е екстремно важна, особено за децата кои што и нели во развој, кои што не ја внесуваат. Како што споменавме преска и вие го споменавте, ако имате дете кај кое што не внесувате омега-3 масни киселини, има ризик да развие проблем со видот, затоа што родопсинот се намалува.